Моите гости, двајца професори од Институтот за хемија, представник од Екомозаик, консултантската фирма, која што го направила елаборатот и ги давала насоките како треба да се чисти опасниот хемиски отпад, но и со инспекторот кој што вршеше увид изминатиот период. Но пред тоа ќе го најавам интервјуто со стечајниот управник на ОХИС, Маринко Саздовски, кој во интервју за телевизија 24 вели дека Екоцентар 97 го добила тендерот бидејќи дала банкарска гаранција од 1 милион евра и при тоа понудила и договори со странски компании кои што учествувале во изнесувањето на овој отпад. Она што е важно за граѓаните, а смирува Саздовски, е дека освен винил хлоридот и канцерогениот линдан, кои што се веќе лоцирани, нема други резервоари или буриња кои што би можеле да представуваат потенцијална опасност, односно нема материја од непознат состав. Тука предлагам да го слушнеме Саздовски. При отварањето на понудите оцени дека фирмата Екоцентар ги за собрание на доверители. Да, таму се одлучуваше кој има поволни услови, значи, а кој не треба да го добие тендерот. Собранието на доверители на стечајниот должник АД ОХИС при отварањето на понудите констатира дека овој понудувач ги исполнува условите, односно тргнувајќи од банкарската гаранција која што беше предвидена, па до сите други работи што беа побарани. Колка е вредноста на таа банкарска гаранција? Со колку гарантира? Значи вака, конкретно само заради учество беше побарана и беше и понудена банкарска гаранција од наша банка од 1 милион евра. Освен тие 11 опасни материи, хемикалии кои што сте ги констатирале кога сте дошле таму, дали има некој состав, дали има некоја материја од непознат состав, дали има буриње, например, резервоари, нешто што е оставено во наводници во наследство од ОХИС, а да не знаеме што има таму. Да, значи буриња со непознат состав постоеа, меѓутоа 200 буриња, односно околу 200 буриња со непознат состав, се само една од вкупно 11 ставки на хемиски материи, односно хемикалии најдени во кругот, кои што, да повторам, беа обезбедувани цело време и пред стечајот и по стечајот. 200? Да, 200 вкупно. Тие со преземањето на владението на хемикалиите, изведувачот Екоцентар со помошна лабораторија специјализирана за вршење на тие услуги ги идентификувал, за тоа има и документација соодветно ги препакувал во амбалажа која што одговара за нивното чување и се наоѓаат складирани во простории обезбедени за таа работа и чекаат откако ќе биде заокружена целата документација од она што сум ја известен, изведувачот чека уште само една дозвола, ми се чини, од некоја соседна земја и веќе е спремен. Од Словенија се чека. Да, и веќе е спремен да ги изнесе од нашата држава. Да заклучиме, значи освен винил хлоридот и линданот кои што се наоѓаат на местото на запуштената фабрика, нема нешто друго опасно што може да ни изненади? Освен винил хлоридот кој што соодветно треба да биде разрешен и освен линданот кој што треба да биде разрешен од нашата држава, нема ниту една друга хемикалија која што треба да биде предмет на соодветно разрешување, нити па има друга хемикалија која што представува опасност за граѓаните на Скопје и пошироко и за граѓаните на нашата држава. Ова беше дел од разговорот со стечајниот управник на ОХИС. Поголем дел, односно комплетното интервју на нашиот веб портал. Сега продолжуваме со дебатата во студио. Инспекторе, ќе почнам со вас, бидејќи како најголема опасност се прикажа винил хлоридот. Дали направивте увид од како и заедно бевме таму на терен во ОХИС и што се случува, се држи ли под контрола? Винил хлоридот се наоѓа во вагон цистерна и се претпоставува дека има околу 14 тони на винил хлорид. Таа цистерна е под контрола, се лади и од страна на фирмата Екоцентар 97 има чуварска 24 часовна чуварска служба, откако го има склучено договорот за препакување
и складирање на хемикалиите, течните хемикалии. Таа служба постојано е на самото место. При увидот од моја страна и од страна на медиумите, мисля тоа го видовме, има чуварска кучичка во која ја постојано има чуварска служба. Значи е безбедно. На безбедно место мисля се од страна на чуварската служба Не е регистрирано било каква опасност не е регистрирано било каква опасност. Чуварската служба има задача да не дојде до некој инцидент или да не дојде до некоја диверзија. Целта на чуварската служба е таа не е некоја стручна екипа да може, мисля, тој винил хлорид со години стоел на тоа место без некој обезбедување. Но со добивање на проектот за расчистување воспоставена е таа чуварска служба. Само да дополнам дека во дел од интервјуто кое што не отиде сега во програма, ќе се види на нашиот веб портал, стечајниот управник уверува дека и пред ова 24 часовно обезбедување, конкретно само кај винил хлоридот, имало чуварска служба која што водела сметка за тоа. Ќе продолжам со Печиновска. Вие сте представник од Еко Мозаик, фирмата која што беше консултантска, ангажирана за да го направи елаборатот и да даде насоки како ние треба да се справиме со ваков опасен отпад. Што е предвидено за винил хлоридот и дали беше направена некаква грешка во управувањето тековно, бидејќи се пробиваат роковите? Последна информација имаме од управникот е дека е побарано на 21 месецов собранието на доверители да одлучува да се пролонгира таа постапка. Што ви беше предвидено? Во колку време да го средите и винил хлоридот? Да. Добро вечер. Јас би сакала прво да накратко само за вашите гледачи да кажам која е нашата улога како Друштво за технички и консултантски услуги во целиот овој проект. И со големо задоволство влеговме како консултантска куќа на изведувачот на Екоцентар 97 да помогнеме безбедно овие хемикалии, односно на почеток мислевме дека се хемикалии, а всушност станал опасен отпад со годините, безбедно да се препакуваат, да се отстранат од нашата земја и на тој начин претходното неуправување со истите да се заврши. Ние работиме, точно е тоа, го изработивме елаборатот за заштита на животна средина, тоа е законска обврска. Претходно доставивме писмо за намера за започнување на проект до Министерството. Не ние, туку ние работевме за Екоцентар 97 и работиме се уште. Вашата улога беше советодавна. Советодавна, да. И морам да кажам дека го проширивме тој опсек на елаборатот, стандарден елаборат кој се подготвува за било каков проект во нашата земја, кој е, да речеме, од прилика 70 страни и опфаќа само заштита на животна средина. Ние го опфативме токму поради сериозноста, чувствителноста на темата и на материјалот со кој треба да се справи Екоцентар 97, го проширивме тој опсек, заедно со нив се разбира, и ги подготвивме неколку планови. Тоа се протокол за комуникација, како треба Екоцентар, неговите вработени да комуницираат, кому да испраќаат извештаи, на колку време да испраќаат извештаи и што тие извештаи треба да содржат. Подготвивме планови специјални за препакување, складирање, план направивме на почеток за подготвителните активности, динамичен план, како ќе одат земањето на примероци, каде ќе се врши идентификација на тие хемикалии, односно отпад, дали едно или друго, бидејќи беше тоа неопходно. Тоа е општата слика за вашата работа, меѓутоа конкретно за ова. За винил хлоридот што направивме во старт? Во старт, бидејќи се наоѓа во сад под притисок. Веднаш реагиравме и кажавме ќе треба да се направи, да се ангажира инспекциско тело, техничка контрола, да се изврши контрола, односно садот под притисок да се тестира. Дали е добар и дали може да, така како што е, во таа состојба каде го видовме за прв пат, дали може така да остане. Инспекциско тело во смисла беше, на професорите од... Не, ве молам, тоа се инспекциски тела, се акредитирани тела, стручни лица, кои вршат техничка контрола на садови под притисок. Има инспекциски тела за анализа на овие
нафтени деривати, има инспекцијски тела за различни. Знаете зошто ве прашувам? Момировски, собственикот на екоцентар на самото место пред јавноста се пожали дека никој не сака да дојде и да прво да направи увид што точно има внатре, а потоа и да го согори, односно да се ослободиме тоа ние е од втора, извинете, ама тоа е втор чекор. Сега јас зборувам за самата сигурност, затоа што екоцентар почна со работа и мора да прво беше да се направи инвентар на химикалиите и во каква состојба се наоѓаат. Не може да се дозволи да се почне со работа и не дај Боже да експлодира вагон цистерната. Значи мораше да се испита дали е сигурно таму каде што е складирана. Се направи тоа испитување од инспекцијското тело и тие потврдија дека сега за сега таа е сигурна, самата цистерна, добра е, во добра состојба и треба под одредени услови да се чува, под одреден температурен режим. И сега, ова што го кажал господин Владо Момировски, тоа е сушност неможноста, бидејќи беа високи температури, а не се најде се уште во моментов. Тоа екоцентар 97 си бара подизведувачи кои ќе дојдат и ќе го препакуваат, ќе го складираат во други садови и ќе се извезе од нашата земја. Сакам да кажам дека првиот чекор го завршивме, таму е винил како што беше ВЦМ-от, предвидено со тоа. како што беше предвидено и сега се чека да се најде каде тој ќе се носи на согорување. Професоре Богданов, може ли да ни објасните малце и за гледачите што е тоа винил хлорид и зошто е толку опасен, како треба да се третира? Секоја химикалија е опасна, овде опасноста е како што наведе господјата дека тоа е газ така на собна температура и треба во сад под притисок каде се втечнува. Така има температура на вријање од минус 13 степени Целзиусови, пријатен сладок мирис, но е запалив, токсичен и канцероген газ и тоа е важна, значи што да не може да предизвика, тоа е не, значи голема сега количина да од прво да ја 14 свирам пошто има интервју од други, значи да не се крева паника. Значи е топ 20 произведувана химикалија во светот, во Охис има произведувана долго време. Значи не значи дека не е опасна, но треба да се превземат сите мерки. Сега ќе почнеме со што ги викам ја катаклизмичките овакво, но не треба. Значи тука сме за да не се шири паника, но да се направи ова на најдобар и најпрофесионален начин. И тоа мора да го потенцирам и ќе го потенцирам понатаму. Значи една од како се вели, значи веќе имало големо искуство со ова, например уште во 70-тите години во БФ Гудрич фабрика во Америка виделе дека има проблем кај вработените што се изложени на винил хлорид. Тука да не заборавиме на отворен простор, така значи тука не може да се направат поголеми концентрации, но при самото отварање тука треба да се испушти, треба да се види што има во него, како ќе се узорцира, има голем проблем. Значи, лошите својства се дека по подлого изложување доаѓа до рак на црн дроб, може да дојде до рак на исто на белодробните. Изложување, што патишта. значи изложување? Изложување треба подлого време да бидеш во големи концентрации. Тоа има доуша од американската компанија дека 1 ppm во време трајање од 8 часа или 5 ppm на 15 минути. Ова се са некои бројки. Сега што е поентава дека Како може, еве да го вклучиме и професорот Стефов, како треба да се третира неговото уништување, на кој начин треба да се уништува и дали е уште поголема опасноста што никој не сака да го уништи, според последните информации од Момировски, барем за сега нема таков кандидат, а имало само 2 печки во Европа кои што се наменети за тоа. Добро вечер пред се и благодарам што не поканивте двајцата стручњаци од Институтот за хемија да присуствуваме на ваква емисија, си го искажеме своето мислење, со тоа што ние не сме дојдени овде дека никого да судиме, да обвинуваме, него да дадиме некакви предлози да не се случуваат вакви работи во иднина. Значи, системски карактер. Зошто тоа го зборувам? Затоа што морам да кажем дека јас 4 месеци бев владин советник, токму за оваа проблематика. Значи, проблематика Охис, Линдан и овој отпад опасен што го има во Охис. Целата работа ја координираше доктор Аднан Кјахил, министер тогашен, доктор по хемиски науки, професор, бивш
главен инженер во ОХИС и политичар кој долги години знае да координира целата работа и на политички начин од тој аспект. Како сега Координацијата треба да од се- владата ја правеше генералниот секретар Рашковски и беше вклучен и тогашниот министер за животна средина и просторно планирање. Ние имавме многу состаноци на оваа тема. Нормално секој од свој аспект. Јас бев и колегата Трајче Стафилов, еден од најдобрите хемичари, најдобрите екологисти во државата, кој ја познава проблематиката многу добро. Ние како хемичари нормално бевме сконцентрирани на хемискиот аспект. И уште тогаш на неколку состаноци укажавме од можната опасност да не дојде до нешто слично вакво. Ние сме свесни. И сега морам некако да кажам дека сам Господ го чувал Скопје до сега што не настанала една огромна хаварија. Ова е минимална во однос на тоа што можело да се случи овие години. Бевме пријатно изненадени, дека сепак власта решила да се реши овој проблем. Че ова е со децении, ова не е од вчера. Ова е цел отпад, чуван, нечуван, ладен, неладен, стоел там. Ние сега кажуваме дека се лади, не знам што. Дали се ладел порано на 40 степени, тоа е прашање. Како тоа не експлодирало, тоа е големо прашање. Поготово таму имаше хлор. Да. Знаете што, Хлорот хлор е е сега боев веќе отров. изнесен. Тоа е, не да Боже, цело Скопје ќе отидеше да, а вика дека вентилите биле вакви, онакви, па ги носеле, еве тоа што читав малку од елаборатот ги носеле у Србија, па тоа било кородирано, па под притисок, па под ниски температури и така натака и така натака. Сме се спасили ако ја разбрав дека тоа отиде од држава. Најважното. Да, ни беше многу полесно. Сега ние бевме баш информирани дека се спасуваме и дека воопшто имало такво. Ние дадовме насоки уште тогаш што треба да се прави. Што треба со винил хлоридот? Винил хлоридот има, еве ние со колегата Јанев разговаравме доста на таа тема, има начин прво да се консултираат тие што работеле. Значи, дали се живи, не се живи, главните инженери, Имаме што го правеле тоа ние. со тој отпад. Она што за нас несватливо беше, како можеше ОХИС да оди под стечај, а тој цел опасен отпад да остане во ОХИС. Значи, ОХИС работи, па искористи го тоа. Па макар и на вештачки начин искористи го без добивка колку да ги уништиш овие иницијалните опасности. Не е направено, него складирано, оставено и пак ќе речем Господ го чувал Скопје што до сега до голема хаварија не е дојдено. Другиот начин е тој полека да се складира со тоа што има опасност. Колегата ќе се Јанен извади малку прво? повеќе ќе каже за Јас ќе ви тоа. кажам За да- повеќе детали. Значи, едната опција е on-site distraction. Само да расчистиме, дали мора да се изнесе од овде за да се уништи или нешто тука Значи може тоа да е се... сега, значи тука треба стручниот дел и сите да поразговараме и сите што се разбира. Значи има што викаат американците on-site distraction, да не го изнесуваш. И сега тука првиот вентил, значи најдобра опција е ако полимеризира внатре ако нема ништо. Значи тоа е можно. Значи овие се реактивни супстанции има внатре инхибитори и се инхибиторот ако не е потрошен тоа е исто проблем. Значи ако подейства на светлина на топлина може да сполимеризира, таа реакција екзотермна ќе се загрее и имаме проблем. Значи едната опција on-site distraction, другата е пак да го отвориш, ќе се добие поливинил хлорид и тоа е безопасен. Така, ама пак тоа треба едно да биде како реактор, друго како за да се депозит имаш полимеризација, цел процес. Во каква форма е малце поедноставно за Значи гледачите? поливинил Сите не се хлоридот е хемичари. пластика, се користи за ПВЦ цевки, значи тоа е цврсто, тоа е безопасно, нема парен притисок, не е опасен, значи претвараш една хемикалија што е канцерогена, опасна, и овакво во нешто што е пластика, што можеш после што сакаш да му правиш и каде сакаш да го фрлиш. Едно само морам да потенцирам. Проблемот зашто не може да најдат изведуваат, затоа што при согорување се ослободуваат токсични гасови HCl, јаглерод моноксид и фосган. И сега тој ако нема добри филтри, кај ќе го гори во Европа? Ти имаат појаки регулативи. Значи тука треба да се седне и да се видат сите опции. Не мора во Европа да се носи, ако има на друго место
во Според Турција. информациите од собственикот Добро. на екоцентар, Не, две ама места се тука само. тука треба, значи имаме хемиски компании со многу големо искуство, така BASF, DuPont, Dow Corning, значи може да се контактира со нив во вакви случаи што прават. Значи има начини ова како. Втората опасност е со тек на време може да се создадат пероксиди. И пероксидите се многу осетливи на триење, на фрикција и може да детонира, значи тоа е додатна опасност. Се надеваме дека тоа било убаво зачувано, дека уште има инхибитор и нема таква опасност. Има многу ниска точка на палење, минус 78 степени Целзиусови и прави експлозивни смеси со воздухот. Значи ова пак е ова на отворено, не си во затворен простор за да ја стигнеш таа концентрација. Така, и една добра вест, еве имам, например, во 2012 година цел транспортен воз во Полсборо, Нью Џерси си има истурено во Делавеа реката. Значи, тоа е како фреон кој ќе испари, не се задржува долго време, така ќе испари во атмосферата и не се акумулира во животната средина, значи во секое зло добро. Арнама не дај Боже да стигне до тоа и сите овие, значи од секој експерт, од инженери, од хемичари треба убаво да се согледаат овие работи. Ви благодарам. Тоа е со и метилкрилатот исто. За тоа сакам да Да, продолжам тука со метил пак сме на акрилатот. слична тема. Се случи тој инцидент кој што го пријавија граѓаните, а не фирмата која што е задолжена. Беше ли предвиден ваков ризик? Дека можно е да попушти некој вентил или нешто слично? Видите, ние ги анализиравме ризиците, ги идентификувавме ризиците. Тоа е точно, но секогаш во секоја фабрика, јас имам работено во рафинерија Скопје, значи уште поопасна. Сме имали разни случаи, значи секогаш може да се случи кога работите. Сигурно не очекувале изведувачот, не очекувал, мислеле дека е безопасно, испирањето со вода и како што јас слушнав од него, дека пукнал вентилот, тие се стари вентили, стара е таа, ја го гледате и како изгледа. Пукањето на вентилот не ви беше предвидено како Па, опасност? Па Или на некој начин и ризик дека и резервоарите се ВЦМ-от веќе имавме случка и тука се интервенираше за да се земе примерок, значи имавме Извинувам, тука морам да адаптација. се уфрлам. Значи, во државата постои институт за хемија со стручњаци од разни области. Постои технолошко-металуршки факултет каде што има исто добри стручњаци од областа. Никој не е консултиран. Настана хаварија, никој не е консултиран. Вие не Предходно, бевте повикани? ќе ви кажам. Зборувам за ние бидејќи сме многу кратки во време. не бевме После повикани. инцидентот никој После не ви се јави да ве инцидентот на консултира. нека мене, него на институцијата, значи Вие ја се бара, представувате за тоа или добро. собра? Значи никој не побара помош од нас или консултација. Тука сме за тоа да го кажеме, да не се случуваат такви работи во иднина. Значи има центар за управување со кризи, има министерство, има ова тие во треба да предвидат вакви ситуации. Имаме не е само ОХИС. Значи Овде сите имаме сакат еколошки точки црни што се вика во Македонија, не е само ОХИС. институциите потврлија заедно со фирмата. Јас сметам дека во таков момент секако требало да се консултираат некој што многу се разбира. Можеби нема да го решил веднаш проблемот, но секако ќе Тука да укажал на некои работи. Да подсетиме И дека од само да кажам Штипскиот уште универзитет нешто, се дека ние како хемичари немаше да дозволиме со вода да се пере. Значи ние да бевме ангажирани на било кој начин, немаше да дозволиме да се пере резервоарот со вода. Затоа што еве колегата нека кажи да не Значи, влегувам во него за- област, што само кратко, настанува. бидејќи Добро, имаме и многу други кратко. прашања, Метилакрилат, тоа зависи од количината. Тие мисле дека има многу малце, додале вода, но многу малце се раствара метилакрилат во вода. Тоа е естер, хидролизира, се добива акрилна киселина. Акрилната киселина ја прави средината покисела, оди селективно во водениот слој, така pH-то се намалува и ако е дотраен садот, уште толку побрзо ќе се. Значи ова можело и да се случи, значи не велам, ова е теорија, но сепак можело да се измие со метанол, да се направи после на тоа хидролиза во натриум хидроксид, добиваш натриум акрилат кој што е безопасен и кој што може после да го фрлиш кај сакаш, се користи за адитив за храна. Значи такви мали финеси мора да се внимава. Значи сепак ова е теорија, можело да се случи. Не внимавала со тоа што со Не, вода него, испрема? не, значи ова би било окей ако има многу малце останато, а тоа не можеш да предвидиш тие какви се, каков застој има. Значи тука не смееме да Нас да обвинуваме, не но консултирале, никогаш немаше да предложиме со вода да се мие.
Тоа беше Водата не е за во сега. вашиот предлог, не беше Водата ставено. не е за сега. Значи без консултации беше одлучено од Значи страна пак на треба фирмата. некаков сега, по-темелен не може надзор од значи и од некој, Да. значи тука нема страм. Јави се, имаме ваков проблем, толку е заостанато. Што да правиме? Ќе Се дојдеме на сложува. лице место, значи нема никаков проблем. Тука сме Да, за да да. помогнеме и да се реши ова. Така е, така е. Консултирани за надзор, дадовме понуда, не одбија, ама штетата од Беше после висока тоа понудата, бидејќи сега знаете, Баштинскиот универзитет го види. Знаете, кога зборуваме за висока ниска понуда, се е релативно. Бидејќи понудата беше 3%, еве јавно ќе кажам, 3% од вредноста на тоа што го доби екоцентар. Значи, Сега, дали е голема или ориентационо. мала штетата во однос на тоа сега што е направено? Да. Е Јас големо би сакала прашање. нешто да кажам околу ова. Јас се сложувам со вас, треба соработка. Ние бевме во вашиот институт, заедно со управителот на компанијата и изборувавме во моментот за земање на примероци и акредитација на лабораториите. Сакавме соработка и понудивме на некој начин соработка. Во нашиот тим имаме вклучено лица кои имаат долгогодишно, над 20 години работа во ОХИС, токму на и имаат големо искуство како треба сите овие активности да се спроведуваат и тие лица имаме 26 пати тие лица, така беше договорено и со Екоцентар, 26 извешта имаат подготвено за секоја акција што таму се спроведува. Со фотографии, што се случува тој ден, значи 26 од кога почна, негде од февруари, март. Значи, се посматра секој чекор. Кога беа подизведувачите србите за боците со хлор, кога беше преточувањето на Само ќе ве прекинам, не гази бурињето. времето. Да, сакам да ви кажам дека стручните лица ги имаме, професор Хаџи Јорданов исто е во тимот од Технолошко-металуршки факултет. Се разбира, вашето искуство дополнително може да помогне. Да се вратам. Значи миењето со вода на Добро, сега. на таква хемикалија не било предвидено како што рековте. не е предвидено, Дали да. сега се безбедни, сега се складирани тие во посебен магазин? Направивте ли увид како се чуваат? Дали е се под контрола со тие буриња од метилакрилатот и од останатите 11 кои што чекаат за извоз и уништување надвор од државата? Сите преточени хемикали се собрани во буриња, означени се и со количината што ја содржа, сместени се во посебен магазин кој е специализиран за чување на опасен отпад, кој уште од времето бил направен на фабриката ОХИС. А иначе ја го ценам ги ценам советите од професорите, бидејќи метилакрилатот како органска субстанција требало да се пере со органски растварач. Тука сите на масата сте согласни дека таму била грешката, поради тоа дојде и до осетливост и граѓаните проверка на вентилите. пријавија. Може ли само да кажам Имам нешто уште да ја 4 смирам? минути, Не, само одма да ја многу смирам кратко. работата. Стреќа во нестреќа метилакрилатот не е перзистентен загадувач и во атмосферата фотохемиски се разградува. Така да нема паника, ако фрлиле вашто не требало и тоа да го направат. Се надеваме дека е конвертиран тој во трансформиран во калциум акрилат. И дека е окей, но значи не можеме вакви така експерименти да си правиме на поголема скала. Мора тоа, ако нешто е под знак прашање, да се овакво, така тука сме ние. Да, сакам само да кажам дека се до тука е максимално со предострожност направено, квалитетно направено и безбедно. Сето ова е безбедно. Досега, верувајте, значи толкави количини се преточени, складирани, не сме имале Уште никаков поголем да речем, предизвик за кикс. кој што вие не сте задолжени, тоа е линданот. Зошто е важно да се побрза? Тука ми е прашањето на професорите, а да не се избрза. Со средувањето и можам јас чистењето. тука да кажам, бидејќи учествувам Ако директно може за што покусо и ние по-јасно за до гледачите. целиот тим, значи министерот Ќахил, јас и професорот Стафилов дадовме предлози, во него беа вклучени и Александар и Фокусирате се на Добро. она што е, и зошто треба да се побрза. Сузе, извонредни стручњаци, кои ние сме многу задоволни во соработката со нив, дадовме предлози до владата во 12 точки. Што треба да се прави? Тука има и други министерства, и именување на закони, и предлози.
Ние после 1 јануари не сме веќе таму. Што ќе се имплементира? Како ќе се имплементира? Нема да се имплементира, тоа е веќе одговорност на владата. Која е опасноста само на... Опасноста е голема. Ние Ако не Линдан се имаме спроведува воздух таа во Скопје. операција под сите стандарди и протоколи? Јас мислам дека ќе се спроведе, сега веќе се некакви тендери се распишуваат и така натака, да. Тоа е тоа што во права насока се иде и јас мислам дека со Линданот ќе се реши проблемот, а мора да се реши. И не е толку испарлив за разлика од други. А го има во воздух најден дури во Ѓорче Петров. И во центар. Во Ѓорче Петров. Така да И треба да се реши и направени се и измени законски за да може нови измени се во Законот за животна средина токму за контаминирани подрачја, методолошки како да се пристапи кон нив, нели, до која концентрација ќе се оди со чистењето, сето Сакам тоа. Кировски тука да го прашам која е вашата улога во однос на тој дел, дали имате предвид со што ќе се, бидејќи сте дел од државна институција, со што ќе се соочите со помош и на меѓународни партнери, се разбира. Како што кажа присутните, тендерот е распишан и трае до 16.12.2019 и негде се очекува во јануари 2020 година да се отпочне со одредени активности според предвидувањето. Во првата фаза тоа ќе биде во првата чистење фаза на тоа е, малата депонија. да, на малата и што, депонија. како ќе се чисти, како би изгледало тоа? Ние како инспекторат не знаеме како ќе изгледа. Бидејќи јас доаѓам од Државниот инспекторат за животна средина, а не од Министерството за Вие ќе го животна правите средина. увидот? За тие работи дали ќе треба да се изработи елаборат, студија или некоја дозвола, откако ќе се изработи и одобри, тогаш ја доставуваат до државниот и ние ја пратиме работата дали се постапува согласно издадениот документ од страна на Министерството. Само за крај, дали имате нешто, некој нов заклучок во однос на инцидентот? По сите извештаи кои што беа направени после тоа со метила крилатот, мономер. Од страна на единиците на армијата извршено е мерење на загаденост на воздух. Резултатите од тие мерења ги немаме. Исто така направени се мерења од страна на лабораторијата од Штипскиот универзитет и очекуваме дека да видиме мерењата какви ќе бидат, ама одредени работи што се промашени при реализација на проектот може да следуваат и одредени мерки. Санкции. Заменик министерот најави највисоки казни ако се утврди точно одговорност ако се лоцира. Ви Казните се согласно закон, највисоки, најниски не можеме. така да беше најавата. Тоа, ама заменик министерот не ги пишува казни. Во ред, ви благодарам на сите, времето е кратко. Беше убаво да се слушнат сите ваши сугестии и да го споделите вашето искуство. Имаме уште време за Линдано, нема. Немаме време, затоа ќе имаме следна прилика. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.